доколку веќе сме ги поставиле овие нивоа во 2018 година, како што видовме претходно во самиот чарт, значи истите би ни служиле во иднина кога би дошле една година подоцна, кога цената би почнала да се движи нагоре, ќе видиме дека значи на овие нивоа кои што биле претходно поставени на дневно ниво, би можеле да направиме кратки трейдови на некој начин, кратки тргувања, во однос на тоа што знаеме дека доколку цената би се приближила на ова ниво, би очекувале дека би имал одреден отпор и дека истата би била на некој начин убиена надоле, што значи дека основата на нивоата е да се одреди дали цената би се движела нагоре или надоле и дали истата би имала поддршка или би имала на некој начин отпор во незиното движење. Со тоа, значи, искусните трговци ги користат овие алатки за одредување каде истите би продале и каде повторно би акумулирале од истото добро, за на некој начин, нели, самата трговија да ви помогне да направите се поголем и поголем профит. Значи, во случајов нема да разговараме за тргување, сега моментално сакам само да ви покажам колку самата техничка анализа, како што може да видите, истата, значи, помага во однос на одредување на цената и дали истата би имала отпор или би имала поддршка на одредено ниво. Значи, доколку би се вратиле назад, како што може да видите, значи, она што веќе го разговаравме околу левелите, може да видите дека нејзиното движење на цената во овие свеки на дневно, па потоа и на часовно ниво, е многу битна во однос на самите левели. Односно, левелите сами по себе, во однос на тоа колку е поголем, како што рековме, временскиот период, дава на сила на самиот бран, дали истиот би се движел нагоре и надоле, и доколку истите научиме како да ги користиме, многу би ни помогнале во понатамошниот период на техничка анализа и во однос на тоа, нели, како можеме да одредиме сами кога би требало да купиме одредено средство, а кога би требало да продадеме. Значи, за почеток би сакал да завршам овде, затоа што иначе видеата би биле премногу долги. Овој случај разговаравме за нивоа, и понатаму, како што може да видите, ќе разговараме за скоро сите овие индикатори, како може да ги користите еден по еден, односно како сами би можеле да опремите еден свој чарт и како сами би можеле да направите основна техничка анализа и како би одредиле кога одредено добро е добро да се купи, а кога е одредено добро да се продаде на некој начин. Ви благодарам многу за вниманието, се надевам уживавте во ово видео, извинете доколку, нели, се уште ова е на некој начин направено почетнички, ќе се обидам сето тоа да биде многу попрофесионално. Работиме јас и неколку други лица на можеби организирање на одреден канал на YouTube, каде би можеле да ставиме основни видеа за почеток на анализа, на некој начин техничка анализа, а понатаму доколку има и интерес за тоа, би можеле да поразговараме, нели, за напредни левели на анализа на одредени добра. Можеби ќе поразговараме и за на некој начин на ваше барање, дали имате одредени криптовалути кои што би можеле да ги анализираме. Во секој случај би сакал да започнеме овде, да започнеме со еден основен курс на основни индикатори кои што може да ги користите на еден TradingView чарт и да видиме како понатаму самата заедница би сакала е сето ова да продолжи. Уште еднаш ви благодарам на вниманието и се догледаме во следното видео.